Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 24-та седница на која за разгледување пред советниците се најдоа 14 точки од дневниот ред. Главно информации и извештаи за работењето на јавните институции на локално ниво. Дискусиите беа кратки и седницата заврши за околу 1,5 час. На 24-та седница на Советот на општина Кочани советниците разгледуваа 14 точки од дневниот ред, при што се работеше брзо и ефикасно, па расправата и гласањето за сите нив завршија за час и половина. Ако не беше целосното представување на дел од извештаите и планот за работа на некои јавни институции, тогаш седницата веројатно ќе траеше уште пократко. Дискусиите беа концизни и главно насочени кон темите за кои се однесуваат точките, така што за разлика од поранешните седници немаше маратонски расправи. Советниците дадоа согласност за информацијата во врска со одржувањето на 60-тиот поред драмски аматерски фестивал во Кочани, за што беше речено дека како поддршка од општината се одобрени околу 150.000 денари. Исто така согласност доби и предлог одлуката за преотстапување на комуналното предпријатие Водовод на централата за производство на струја од сончева енергија, што е лоцирана во кругот на пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. Вниманието на советниците го сврте и информацијата за узурпираното земјиште на подрачјето на општината, а за што беа побарани соодветни активности од страна на општинската администрација. Апсолутно давам поддршка, не само ја, туку и сите колеги, да општината продолжи по истото темпо и направи враќање во сопственост на сето она што е узурпирано и земено, особено кога се работи за некои проекти кои што општината ќе вложи средства и пред се ќе учествува во разубавување на она што се вели влезот во самиот град и од едната страна и од исток и од запад. Така да не само тоа, и во делот на земјоделците, до мене како советник многу пати доаѓаат предлози и барања од самите, не само во урбаните средини, во делот на узурпираните патишта, во сами полски патишта. Многу пати барав дали општината, дали било кој да изврши еднаш за секојаш да се катастарско размерување и да се види кој колку влегол, затоа што навистина луѓето и оние мал број кои што одлучија да се занимаваат со земјоделие, кои што се повеќе и помалку ги има, навистина се соочени со проблеми во кои што не можат да стасат до своите ниви. Многу важно е со отпочнувањето на дел од проектите кои што се работат, а се стопирани или се попречени од страна на узурпирани површини, да можат да бидат реализирани, и затоа сметам дека и го поддржувам колегата Лазо Митоев дека едногласно треба да застанеме на ова, би рекол, неправда која што се случува од страна на поединци или компании, и дека сите оние узурпирани површини мора да бидат отстапени кога станува збор јавниот интерес, бидејќи јавниот интерес е за сите нас, пред се за граѓаните, и од тој аспект, комуникацијата со правобранителството мора да биде многу посилна и многу почеста. Предлозите и ставовите на двајцата советници добија едногласна поддршка од присутните, а потоа се премина на разгледување на преостанатите точки од дневниот ред. До крајот на седницата беше усвоен кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општината, како и за доспеаните, а неизмерени обврски за договорени износи на услуги. На самиот крај од работата на седницата, Советот даде согласност за проширување на бројот на автобуски постојки на јавниот градски превоз, како и за превозот на учениците, со што ќе бидат опфатени и оние ученици кои живеат во населбите Бејрут и Сивидом. Свеченост по повод 114 годишнината од загинувањето на претседателот на Крушевската република Никола Карев се одржа кај местноста Свиланово. На споменобележието беше одржан краток рецитал, а беше положено и свежо цвеќе. Во местноста Свиланово, во близина на селото Рајчани, општина Кочани ја одбележа 114 годишнината од смртта на македонскиот револуционер и учител, претседателот на Крушевската република Никола Карев. Граѓани од Кочани и Чешиново Облешево, ученици од основното училиште Никола Карев, членови на изведничкиот одбор Ластовица му оддадоа почит на Карев, кој загинал на 27 април 1905 година на Свиланово. Во одбележувањето на годишнината од неговата смрт учествуваа и членови од секцијата Географски видик од основното училиште Никола Карев, кои пеш ја минаа релацијата од селото Пантелеј до Свиланово. Според сеќавањата на постарите граѓани, ученичкото пешачење до споменикот на Никола Карев е традиција, што во Кочани се одржува 50 години.
Свежо цвеќе на споменикот на револуционерот положија делегација од општините и советите на Кочани и Чешиново Облешево, како и од Сојузот на Сдруженијето на борците од НОП. За животот и делото на Карев низ стихови говореа ученици од Кочанското основно училиште, што го носи неговото име. На местото на загинувањето на Никола Карев од минатата година е изграден спомен парк на површина од околу 500 квадратни метри. Тоа е простор што нуди можност за посета на излетници, туристи, викенд посетители и влюбеници во природата. Со пригодна свеченост и настап на учениците, Основното училиште Никола Карев го одбележа патрониот празник. Свечена академија се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Со свечена академија што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри, Основното училиште Никола Карев го одбележа својот патронен празник. Пред гостите на академијата настапи хорот и оркестарот на училиштето под диригентство на професорот Кирчо Крстев. Потоа се читаше за патронот Карев како еден од раководните столбови на Македонската револуционерна организација и водач на Крушевската република, како и за неговото загинување кај местноста Свиланово. Присутните ги поздрави директорката на училиштето Билјана Петрова. Годината одбележуваме 114 години од раѓањето на македонскиот револуционер Никола Карев, а воедно и 62 години од постоењето на нашето училиште. Година која беше исполнета со низа успеси и вредни резултати во воспитно-образовниот процес на сите сфери. Основното училиште Никола Карев отсекогаш било рассадник на интелектуалци кои успешно се справувале со предизвиците во животот и станале достојни граѓани во современието. Продолжуваме и го натаму да чекориме по патеките на знаењето на стремежот од секој ученик да изградиме здрава единка која ќе учествува во развојот на нашата земја. Сите заеднички вложуваме напори да ги насочиме учениците кон развивање на нивните физички и умствени способности. Потоа настап имаа најмалите, односно првачињата од Централното, но и од подрачното училиште во Тракање, кои се представија со своји точки. На учениците од Централното училиште точката беше доста интересна и поврзана со предстојниот христијански празник Великден, кога учениците беа представени во вид на великденско јајце. И останатите ученици од погорните оделенија се представија со своји точки, со што на свечен начин и годинава достојно го одбележаа патрониот празник на своето училиште. Градоначалникот Николчо Илиев упати честитка до сите православни верници по повод најголемиот христијански празник Великден, во која се вели: Ви го честитам Великден и посакувам здравје, благодат, љубов, мир и спокој во секој дом. Овој празник над празниците нека биде поттик да се утврдуваме во вистината и правдата, во трпението и милосрдието, да живееме со добри дела. Длабоко сум уверен дека токму ваквите големи празници помагаат во јакнењето на националната, меѓунационалната и мултиконфесионалната толеранција. Само така можеме нашата татковина да ја направиме поубава за сегашните и идните генерации. Нека ни е честит Великден. Советничката група во Советот на општина Кочани, предводена од СДСМ, организираше пресконференција на која беше упатен повик до гласачите да излезат на вториот круг од претседателските избори што ќе се одржи на 5 мај. При тоа беше побарано тие да гласаат за кандидатот Стево Пендаровски, со што државата ќе го продолжи патот кон евроинтеграцијските процеси и посигурен напредок. За 10 дена повторно ќе имаме можност да го искористиме своето гласачко право за избор на претседател на државата. Затоа ве повикуваме заеднички поубедливо да ја потврдиме победата на Пендаровски од првиот круг. Тоа ќе значи потврда на патот кон Европската унија и НАТО, беше речено на пресконференцијата на Советничката група во Советот на општината Кочани, предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Воздржувајќи се од гласање, вие ќе дозволите да се врати диктатурата, пропагандата и ширење на омрза, безмилосни хајки против се што не мисли како нив. Да се подсетиме на локалната слика. Само до пред 2 години имавме презадолжилни училишта, доведени на работна функционалноста, неофајдени функционери, со огромни апетити да се вратат на власт.
Имавме прекопани улици наместо асфалтирања со наместени тендери за доволни профитери. Имавме проекти за лични хонорари и невидливи резултати за нив. Убедени сме дека никој од вас не сака тоа да се повтори. Затоа да не дозволиме да се врати една таква гарнитура, полна со омрза, кон се што не е нивно и желна жестоко да се одмази само што не е на власт. Затоа кажете не на нивната ненаситност и насилствата што долго ќе се паметат. Не за поделби, не за конфликти, неправда и неказнивост. Да за сигурна економија, да за честно и одговорно работење, да за сигурна иднина. Да за Стево Пендаровски. Затоа на 5 мај ви повикуваме да изберете нов, вистински председател, да избереме напредок заедно напред. За крај да ви ги честитам великденските празници и се најубаво. Околу 30 до 40% ќе се намали потрошувачката на енергенси за затоплување со промената на столаријата во Средното училиште Гошо Викентиев. Проектот кој започна деновиве финансиски е подржан од Министерството за образование и наука. Со поставувањето на фотоволтаичните панели и со менувањето на целата столарија, Средното општинско училиште Гошо Викентиев во многу ќе заштеди на енергенси за затоплување и електрична енергија. Деновиве во ово училиште стартуваше проектот за промена на столаријата. Станува збор за проект преку кој се менуваат прозорците и вратите на училишната установа, а истиот финансиски е подржан од Министерството за образование и наука. Битен е тој елемент затоа што како енергенс трошиме за загревање, трошиме нафта и дрво и сега за сега може да се истакне дека трошиме доста енергенси, значи доста средства кои што одат во процес на затоплување и се надевам дека со новата столарија тој дел ќе биде значително поместен. Наша проценка е дека отприлика околу 30 до 40% ќе се намали потрошувачката на енергенси. Оваа реконструкција е повеќе од потребна во училиштето, бидејќи вратите и прозорците се дотраени и со години несменети. И освен во заштеда на енергенси за затоплување, учениците и наставниот кадар во ово училиште ќе добијат многу во однос на подобрување на условите за учење и работа во училишната установа. Инаку на Филозофскиот факултет во Скопје деновиве се одржа регионалниот надпревар по предметот граѓанско образование. Ученици од ово училиште под менторство на професорката Силвана Лазаровска постигнаа солидни резултати и се квалификуваа на државниот надпревар. Ученикот Иван Данилов од 4-ти Е3 клас го освои второто место, а ученичката Христина Јакимова од 4-ти С клас го освои 4-то место. Очекуваат солидни резултати на државниот надпревар што ќе се одржи на 11 мај во Струмица. Основното училиште Славчо Стојменски и Средното училиште Ванчо Праќе од Виница обезбедија пласман за учество на државниот надпревар на хорови и оркестри, што ќе се одржи во мај. Така беше одлучено на регионалните музички смотри што се одржаа во Виница. Оркестарот при Основното училиште Славчо Стојменски, со кој работи наставникот Тони Вилков, и Народниот оркестар при Средното училиште Ванчо Праќе, под менторство на професорот Гоце Данилов, со освоени максимум бодови се пласираа за учество на државниот надпревар на хорови и оркестри, што ќе се одржи во мај. Пласманот следуваше по регионалните музички смотри што се одржаа во фојето на Домот на културата Тоша Арсов, а на кој настапија хоровите и оркестрите од сите училишта во општината. Денес се одржаа регионалните музички смотри во општина Виница, кои што од 20 април до 5 мај се одржуваат на територија во цела Македонија, така што оние хорови и оркестри кои што се пласираат за државен надпревар ќе бидат после 5 мај. Учество земаа сите училишта, основни и средното општинско училиште Ванчо Праќе во Виница, гимназијата Ванчо Праќе, така што од сите хорови немаше што се пласираа на државен надпревар, меѓутоа од оркестри се пласира оркестарот на Основно училиште Славчо Стојменски Виница со 99 поени и Народниот оркестар на Средното училиште Ванчо Праќе Виница.
Според критериумите за оценување, неопходни се над 92 бодови за учество на државен надпревар. Инаку, оркестерот при Основното училиште Славчо Стоименски од Виница веќе во неколку наврати го има потврдено својот квалитет и во национални рамки, така што зад себе има освоени повеќе втори и едно прво место. Учениците од Средното училиште Лјупчо Сантов позитивно ја изненадуваат јавноста со своите активности. Станува збор за едно музичко освежување, снимија песна под наслов Будење. Песна со наслов Будење снимаа учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов под менторство на професор Тоше Филипов. Ја отпеа две ученички солистки, а беа придружувани од хорот и оркестерот на училиштето. Песната ја снимија во професионално студио во Скопје. Бевме во Скопје, во студио Кларион, снимавме песна, текстот е на Јордан Наунов, аранжманот на професорот Љубиша Филипов, а музиката на професорот Тодор Филипов. Песната беше отпеана од две солистки, Ана и Љупка. Придружувани беа од хорот и од оркестерот. Поминавме прекрасно, беше едно големо искуство за нас. Задоволни од снимањето, учениците не застануваат тука. Ке создаваат уште своји дела што ќе останат слушани. Песната ќе биде специјално промовирана пред кочанската јавност. Сдруженијето на пензионери Кочани се надева дека почетокот на изградбата на регионалниот дом за пензионери ќе биде во тековната 2019 година. Ово беше истакнато на последниот прес пред новинарите што го одржа Сдруженијето. На пресот на Сдруженијето на пензионери Кочани што се одржа минатата недела пред новинарите беше истакната потребата и значењето на реализација на проектот за изградба на регионален дом за пензионери. Беше истакнато дека се надеваат конечно почетокот на градба на домот во Кочани да биде во тековната 2019 година. Станува збор за еден од најкапиталните проекти за луѓето во третата доба од животот, а раководните лица на Сдруженијето ја истакнуваат одличната соработка со градоначалникот Николчо Илиев и локалната самоуправа на Кочани. Кочани фигурира по ретките овие здруженија во Македонија, што веќе 3-4 години на тај проблем не само да го вербално истакнува на уписма, него напротив, со овие скромни услови што ги има, издвојува средства, работе на проектирање, на истраги, на студии, али паралелно, викам, ние сме потpuno задоволни од другата страна, од локална самоуправа, без неа ние не можеме тоа да го направиме. Нашата локална самоуправа на тоа питање исто го прифати нашиот повик и ја го една повеќе пати потенцирам да они ако не го обезбедеа, да имаме еден плац у градежна картица од 6000 кусур 1000 метра квадратни, најдобриот плац со измена и допуна на урбаничкиот план во Касарскиот круг, ние немаше што да разговараме дали ќе треба да се прави регионален дом на стари лица или ќе се прави. Нашиот дом со 168 лежи, највеќе двокреветни соби, со воведување на геотермални води до тај дом, загревањето со геотермални води, сончева енергија со инсталации на кровната конструкција и сите технички елементи дава на знаење и тај дом за стари лица, еден добар дел од него ќе биде еден ден и бањолошки центар. Ради тоа што тие луѓе што таму ќе бидат и што ќе одат повремено или стално ќе живеат, не е како до сегашниот третман на пензионерите во нивните домови, домови за стари луѓе. Он таму е обезбеден со комплетно обезбедување од сите аспекти, и здравствено, и смештај, и храна, и рекреација. Инаку, домот за стари лица што ќе се гради во Кочани ќе ги опфаќа сдруженијата на пензионерите од Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево и Берово и ќе биде од регионален карактер.
Почитувани, ово беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.